Јазикот ми е подолг од се во животот. И јас доаѓам и ја гледам Барбара. И Барбара нормално првиот пат беше многу поладна од сега што е. Не постоиш за мене. Ако ми сгрешиш, Специфична нема си ја средина, си ако не знаеш ме што се. засакаш, многу ќе ме мразиш. Ја растам, созревам како артист и сваќам дека нашиот пазар е многу мал и дека треба да се прошири тоа што го правиме. Внимание ве молам. Следуваат минути посветени на најопасните случувања на балканската сцена. Напад од најексклузивни информации, бомбардирање од шпекулации, теми со различни конотации и смели и безвременски инспирации. Продолжуваме во континуитет со ист интензитет. Втора сезона Старс. Здраво, драга моја Македонија. Почеток на ново издание на Старс. Јас и мојот тим денес сме и како добро расположени и се надевам дека тоа расположение ќе го пренесеме прво на нашите гости, а секако и на вас пред малите екрани. Како што е редот да ги најавам и гостите кои што ни се за прв пат во нашето студио, а тоа се прекрасната наша пеачка Барбара Поповиќ, заедно со овој прекрасен мангуп тука до мене, Давид Даниловски. Погодив? Познат на сите како Young Daddy. Добре ни дојдовте официјално. Добре ме. Барбара ми рече дека се осекаш како сатана, зошто? Дека сум веќе во црна. Само црна боја носиш секогаш? Па 90% од времето, да. Некогаш знаеш да ставиш некоја боја, пример шарена, не знам, розево, Дома, да. како Сите е тоа? пижами, пример, ми се родени. Само пижамите ти се розеви? Надвор, единствено што сум ставила е бело, црвено. Добро, ти си крем. дамски, значи настроена. Па, да. Дади ти? Ја све носам. Се носиш, значи ти не ги сакаш само тие сатански бои. Не, ја например највише мислам дека најелегантно ми стои црно или бело, најсимпл, ама знам многу да експериментирам. Сега ти кажам нешто. Вака, со црното и со белото никогаш не можеш да погрешиш. Значи, нема утка. Кога носиш само црно и кога носиш само бело. Другите бои, кога ги ставаш веќе на себе, тука е прашање како знаеш да го износиш, дали знаеш да го износиш, како ќе го представиш. Затоа што годинава некако ни започна баш празнично, така топло, убаво, позитивно, распеано. Нема да ве терам да пеете, немојте да бидете загрижени. Сакам само да ве прашам што е она што вие искрено и од срце си го посакавте во оваа 2025 година. Ќе почнам од Барбара, затоа што е женско. Здравје на моите најблиски. Здравје на твоите најблиски, а на тебе не мора. Па добро и мене. Па затоа си сега вака болно, ти не си посакуваш здравје. Како така? Здравје им посакувам на моите блиски. Исто и на себе си. Тоа ми е мене најбитно. Дади тебе? И ти си вака скромен во желбите? Па, ја искрено сакам многу работи. Си посакувам успех, им посакувам нормално на најблиските здравје, али мислам дека највише си посакувам успешна година у сите полиња. Тоа ми е... Не си здрав како планираш? Тоа е точно. Не, добро, затоа викам и Тоа е здравје. точно. Али мислам дека највише си посакувам успех на сите полиња буквално. Не, вака сега тука морам да се надоврзам на Барбара. Навистина е најважно здравјето, затоа што џабе е се друго ако го немаш тоа. Тоа е дефинитивно на прво место, но тоа сите си го посакуваме. И да не го кажеме, потајно го знаеме во нас дека е така и нормално. Ја мислев на некоја друга желба што пример сакаш или целиш да ти се оствари. Си ги почнам моите желби во главата, дека треба да седиш не уште 3, уште 53 сати. Да ти кажам како сум дојдена од Сабајле. Верувај дека нема да ми биде проблем веќе да си поседам, плюс ми е пријатно со вас така да... Сакам, например, да патувам. Јас кажу сакам. Не на многу места. Сакам да се самоцето. Да, тоа го знам дека го сакаш. Дај Боже да ти се оствари. Тоа ми е не на од поголемите желби. Кај работиш ли на тоа? It's not possible, искрено. Значи ти си посакуваш желби кои што не се возможни? Па Нема желба што не е возможна. Мислам, не е возможно. Тешко е.
Многу е тешко да стигнеш прво до него. Јас кога го запознав Ерос ми се тресе раце, нозе, плачев. Сега сакам тука да ве прашам, дека кога го спомена ова. Пример да имате пред вас човек кој што на вистина ви е многу важен во животот. Ете како ти само што спомена. И да треба да се представиш во таа една минута. Како би звучало тоа? Што би му кажала на тој човек што би стоел пред тебе? Ладна сум, некако... Ако не знам, ако не ни се спојат енергиите, јас не... И најбитно да ми е нешто тоа во животот, јас само ќе се повлечам. Даде, ти како ќе се представиш? Ајде, за тебе нема многу по пишаните медиуми. Јас искрено вчера си побарав и како добро. Не најдов многу работи, па затоа еве тебе ќе ти оставам вака да ми кажеш како би се представил ти на тие што не те знаат. Биди малку покреативен, те молам. Па би кажал дека сум млад артист кој има многу големи цели и дека сум спремен да направам се за ова, за мене, за кариерата. Така, Дади е многу изгубена личност, пример кога ме збориш, Како изгубена личност? изгубена. Не знам како да ти објаснам. Се губи, се исклучува на моменти. Ми се случува. Не слушаш, сакаш да кажеш? Да, Не. пример некогаш и на интервју ми се случува да се изгасам скроз и на последниот збор да сватам што е прашањето или да речам извини, ја уште еднаш не го сватив. Значи, ако ме прашаш ај уште еднаш, да знам нека си заминал таму кај другаде. Можно е натака да сум отишол негде. Режија да ги провериш, знам јас, сакаш ти да видиш дали е се окей Да под бе, контрола. да видиме дали работи микрофонот. Дади, пак ќе се надоврзам веќе кога тргнав со тебе. Морам да ти кажам дека си така позитивен дечко, интересен дечко. Исто ти кажав дека препарував за тебе и не најдов многу работи, но најдов нешто што е многу интересно, а не го знаев, барем јас. Песната 5 до 2 била твоја. Јас често знаев да си ја подпевнам некогаш, но немав појма искрено дека токму ти ја пееш. Кажи ми, дали таа песна ти ги отвори вратите кон музиката? Па, мислам дека таа песна конкретно 5 до 2 ми е една од најомилените песни и мислам дека е една од најдобро проведените песни. Мислам дека таа песна на радио утепа едно време, беше на неколку радија, мислам дека и премиум хит. И мислам дека таа песна многу ми отвори. Имав неколку песни пред 5 до 2 што исто така многу добро пројдоа и мислам дека така го фатив тој бран на успешни проекти. 5 до 2 мислам дека беше онака... Одскочна даска. Да, една од тие одскочни даски. Ти на почеток, пред година и пол, еве да кажам, се срамеше да се појавуваш сама некаде на интервју. Знам дека ти бев побарано, Уште точно пред година и пол, и ми рече, може, ама ако дојдам со Иван. Јас си го стојам на телефон, викам како бе ако дојде со Иван, па не изеја поканив, нема не го поканив Иван. Зошто? Еве гледаш, Дади сум сега. Затоа ли ми кажуваше ти несто дади, несто дади? Епа- Кој те стави толку, зошто си толку несигурна во Зашто себе? мене јазикот ми е подолг од се во животот. И ако имам некој пример до мене што ме знае, така што го сакам, што ми е близок, ми е полесно. Знам дека и може и да ме закити, може и да ме да ме запре само во тоа што сакам да го кажам. Сакаш да кажеш дека можеш да кажеш нешто што Што не не треба да треба. го кажеш и што ќе Да. дојде во лоша конотација на тебе. Да. А јас не сум свесна. Па добро, тоа може да се каже само како една искреност. Нормално доколку не навредуваш или повредуваш. Тоа Може што не е од- сакајки да ќе те навредам, а не сакам пример. Па добро. Тоа се учи со тек на годините. Ти си премногу и млада реално. Со тек Дај на Боже. години се учи се така да ќе си ги сите грешиме во некој дел од животот. Никој не е совршен. Никој не кажува само убави, сјајни работи. Секој во некој дел од животот прави грешка од која што треба само да научи како не треба и Точно. како треба. Човек си што знае да побара помош кога нешто ти е тешко да завршиш или се маваш во граде и јас сум таа и се знам. Додека можам сама, одам сама. И после кога ќе сватам дека не е возможно сама да го направам, или е татко ми, или се моите блиски. А некогаш не мислиш дека треба на некој што не го познаваш да му дадеш Никогаш. шанса? Не. Не, бе. Не, чаба. Не. Даде ти? Ја едам со глава од зид. Цело време. Многу верувам у себе.
многу верувам дека ќе успеам у се и колку и да ми е нешто тешко, знам дека ќе опоминам. Не се плашам ништо да каква и ситуација да бидам, знам дека ќе се снајдам. А што помаш пример, не знаеш да побараш од некој? Знам да побарам, ама најчесто гледам сам да ги решам работите или заедно со некој ако више побарам помош. Ама секогаш гледам сам да завршам прво. Кој беше иницијатор да се направи вашиот дует? Дарко Димитров. Дарко Димитров. Ја пишував текстови и случајно Дарко ме побара дента кога снимаа со Барбара, као дојди, правиме музика, дојди да напишеме некој текст. И јас доаѓам и ја гледам Барбара. И Барбара нормално првиот пат беше многу поладна од сега што е. И ја доаѓам, Службен. слушам, викам добро, окей. И тоа не беше првата средба. Требаше да напишам текст за Барбара. И А следниот... чекај, ствари, ти пишуваш текст за неа, не за заедничка Да, песна. ја За Харам пишува ја текст. пишувам текст за новата песна, што не знаеме нит како се вика, нит знаеме дали воопште е песна, пошто тоа беше само демо на Дарко. Она го имаше испеано и ама го имаше испеано на. И ја Да. требаше да сега да напишам нешто и викам добро. Ја напишавме Харам и седнавме и ја представивме на Барбара. Барбара замисла имаше некоја друга песна, вика ова е најаката песна. Добра е оваа Харам, ама ова е појака. На почеток нешто испеав и викам, леле, сега ја не се знам со Барбара. Барбара прв пат да ја запознаеш, онака страф и Камен. трепет, мислам. И А гледај зошто така Немој да ме делуваш на представуваш луѓето. како вампирка. не као вампирка, него едноставно така си делува сериозно. Јас сум многу несериозен и доаѓам ја таков лабав и ја гледам онака озбилна си работи, не перцепира ништо. I nek gori sve oko nas I ko je najbolji, dileme nema Haram, kada sam sa tobom mi haram Budi mi haram, dođi da ti dam Aman, zajedno da pravimo haram Koga si sa mene je haram Pravi mi haram, večer vidi mi haram Aman, zajedno da pravimo haram Baš bi bile taman Pravi mi ti, pravi mi haram, haram, haram Zajedno da pravimo haram, haram, haram Dojdi ti pravi mi haram, haram, haram Baš bi bile taman Haram, koga si sa mene je haram Pravi mi haram, vidi mi haram Aman, zajedno da pravimo haram Baš bi bile taman Koga si sa tebe je haram Pravi mi haram, vidi mi haram Aman, baš bi bile taman Сега викам, ќе испеам нешто, ако ми се смеат, пошто не сум работел. Ти не знаеше дали отиде на песна да снимаш или на бојно поле. Да, пошто не знам Барбара како ќе реагира, не се знаеме со Дарко. Барбара, бре, ми е гледај бре лабаво. како бе вакова, мислам дури Не, сега не се жалам, после се здруживме све и ја пеам и вака гледам преку стакло и они топ. И Барбара се смее све, викам Тогаш ми легна песната, вака не кеше да ми легне таа песна, ичне ја сакав. Ама не 1%, 0% и така ми легна. Кога тој влезе 0% Ја гледаш кога колку запеав, направи тоа многу свативме поста. дека кликнавме и од тогаш ништо почнавме да тераме и дружба и се. Јас знаев дека е хит, ама Барбара од тоа време, Јас и Дарко се скаравме на 65 пати и за тоа си беше на пауза све. Конкретно за песната се каравте? За многу работи. Значи ти кога ќе си ама научиш... добро, Јас имам со Дарко таков однос. френдли однос е тоа Да, карање, да, да не не, сватат не, дека не. да. Јас со него имам многу однос како со некој што живее дома кај мене, не знам како да ти објаснам. И точно ме знае и пример кога ќе се скараме, само кажа излези вака напред, само излези. Тој ти Да не прави се на да не се докараме.
окей, вака, добро, окей. И тоа си трае 2 недели, 1 недела, па ќе се смириме. Ама Така Ја е. повесна е песна. Ама имаш вака пример среќа што те толерираат. Ма ме знае цел живот. Ма и цел Од живот да те Окртска ме знае. знае. Не, ама она личи на почеток дека као е многу фрагилна, ама не е. Значи, само треба да ја научиш и после тоа полесно... Па ако ти дозволам, искрено. Да, добро. Извини. Убава си, многу си убава и убаво изгледаш, и ти исто. убаво пееш, ти благодарам премногу. Имаш убава насмевка, користи ја бе девојче почесто. Јас ја користам на смевката. Која сакаш и која ти одговара. Ма не, јас сум често насмејана особа, весела сум, кажи, ајде сега и убавите Да, работи. да. Дај Не, кажи И нешто убавата ти. Ја моја страна комантарна- кажи. Не, она иначе е преинтересен човек. Иначе збориме за некој човек таму што не е тука со нас. Овде Мислам, сум. не е тука Барбара. Да ви кажам само. Кажи си, Дади. Не, Тука. Барбара Ја слушам. Барбара е многу интересен човек, вака мислам ние се слушаме секој ден буквално и многу се смееме цело време и кога бевме Ова ме плати, иначе ми пусти 100 евра моментално сега. Не, многу, стварно е многу интересен лик. Влагаме у IDJ и сега ја прв пат у живот влагам у IDJ, немам поима буквално и Барбара влага и сите вака Она домакинка, значи. значи сите што работат таму сите буквално вака спуштаат Ма глава. не работат они таму, Зиле не работи таму. Да, добро, не работат, туку како не Е, работат, не работи, работат. само е за шоуто тука. Па работи за шоуто. Сите што работат за шоуто. Ја сакам да Не си одим од сите. емисијата веднаш. Само- Вака, така ќе си одим од емисијата. Само кореографска. Даде, добро. Кореограф е. Добро, тама работи. Не работи во Зима IDJ. пари за шоуто. Изнајме. Добро, и Изнајме. чекај, остави Добро. она сака да ти малку Добро. да Изнај не го мене. кажеш нештото. Добро, и нема врска, влагаме ние и Сите главите немаме, надолу. да, сите главите Не, на- тачно. Добро, сега Срекни малце... се кога ме гледаат. Не срекни се, ама така знаат дека не смеат да сгрешат. И Не, влагаме, дека јас имам напади, тоа е проблемот. Не е дека е нешто страшно. и влагаме и тој вика и кореографот доаѓа и вика добро, значи Ама чекам. работите се. Чекај. Ајде, чекам. Сите знаат дека јас не знам да играм. Јас немам 2 леви, туку јас имам уши наместо нозе. Не знам како да објаснам. Не знам да играм. Не знам воопшто да играм. И сега он мене ми објаснува да играм, а знае дека не знам да играм. Па добро, кореограф, затоа е кореограф, за да те Ама научи. не знам, не може да ме научи, не знам, кога не ми доаѓа како жаба се осеќам и личам на истата. И ние седиме, и ние си седиме, значи си доаѓаме, си седнуваме на столчиња и си кјутиме, пошто не знаеме никој кој е што е таму, никој не знаеме. Значи ја не знам дали тој што избори е кореограф, дур не почна да игра и тој вика, окей, Барби, значи треба вака нешто да направиш и она го прави скрос обратно, нешто вака прави. И вика, може ова да не го правиме? И тој вика, добро, ајде. Вика, добро, следно треба ова да го направиш, да, не знам, да заиграш нешто, само ова треба. Значи, на цела кореографија треба да идеш и да прошеташ, да се свртиш, пример. И вака го гледа, го слуша, и вика, добро. И вика, може да не го правиме тоа? И овој вика, добро, љубави, добро, нечему, Барби, добро, нечему. И 20 пати го врати, дека ништо не ке, на крај тој вика, добро, само застани и пеј. И тоа го направи, застана и само Да. пееш. Да. Не ме подзаигрува помалку. Не на- си на- заигра, Така, ама малку тоа да беше подзаигрува фристайл. Помалку нешто. Не, дека е многу добра песната за игра, иначе фристайл беше, не беше сакам да ништо играм. договорено. Не сакам да играм, не знам да играм, смешно изгледа. Исто како Бубо Каров да го облечеш во купач и бикини. Идентично, не знам како да ти објаснам. Многу е смешно. Па види вака, јас не би рекла дека е смешно. Баш секси делуваш кога Кореографија, си ме видела кореографија да Па правам? сега не знам дали е тоа кореографија, дали е тоа наместено или не наместено, ама тие потези На пример харам? некои што ги правиш, да, не се Фристайл. не се Све е воопшто фристайл. лоши. Се баш А замисли симпатични. некој чекори да треба да правам. Уште едно прашање за тебе. Сакам да помагам на луѓето и не очекувам ништо за возврат, освен да ме почитуваат. Точно. Дали ти почитуваш? Многу. Ако ме почитуваш ти, кој да е пример
сакам да помагам на луѓе. Ако можам да ти помогнам да ми се јавиш, зашто да не ти помогнам? Да ти се јавам. Пример, ти ми звониш утре и ми треба, не знам, светло за во емисија. И ако ми е дома, зашто не би ти го дал? Пример, кажувам. Добро, а пример ти почита како ја сваќаш? За тебе што е почит? Со мене многу луѓе се однесувале многу убаво, па не ме почитувале. Па јас ќе си одам и е друга приказната. Пример, спрема татко ми имам страхопочит. Добро, не зборувам за таква почит. Ти што мислиш, дади? Што за тебе представува почит? Ајде поучно, пак Ја назад. одговор немам нова прашање, не знам. Почит е кога имаш разбирање за другиот било како, сега зависи со некој што не го познавам, може да имам почит, ама тоа треба да е нешто многу базично, да сум културен, Тоа е здраво. културен, истото е. Да, ама почит како почит, пример, почит. Сега ја не викам почит ти да се према клањаш Барбара пред некој. е различно од почит према некој, не знам што прв пат ќе го видам на улица. Таа почит е поише е култура. Многу малку луѓе почитувам во мој живот. Генерално моите блиски. На Добро. луѓето што им верувам многу, нив ги сакам и почитувам. И тоа за мене има многу мал круг на луѓе. А И што се многу ги сакам и Што многу се ги случува почитувам. кога ќе ти го изневерат очекувањето? Си одам. Не постоиш за мене. Ако ми сгрешиш, не можам да те вратам во животот. Не Не знам си како човек да- што простува, значи. Не. Ти простуваш? Да, зависи што, Нема да лажеш. Нема да лажеш, ајде, плиз. Не, Ајде, плиз. имам простено, имам дадено втора шанса И на исто ти е. неколку луѓе. И очекувам дека нема пак да направат нешто за кое сум им се налутил, ама ја мислам дека треба да им даеш втора шанса на некои луѓе. Мислам многу зависи што си има десено, ама се слажувам се со скарам за некоја глупост или имаме некое недоразбирање, би се смирил. Меѓутоа, ако некој ми сгреши многу, нема шанси. Така да зависи. Би дал втора шанса на луѓе што би проценил дека заслужуваат. Барбара, пример, еве до тебе да се допре малку подлабоко. Што треба? Еве човек, пример, да сака да ти биде пријател, да ти биде познаник, да ти биде човек кој што Да те те засакам. познава. Ама како ќе ќе Не го знам, многу е засакаш? чудно тоа кај мене. Јас сум многу затворена по тоа прашање. Јас сакам мојот дом, си го сакам и моите пријатели. И моите пријатели се 25 години со мене, 24. Нови пријатели имам него. Сега Неми да за- имам дади другар или другарка како год и ако ми прија, не знам како да кажам. Море Другарка, тешко, за човече, ова. бидејќи него му верувам, чим он и верува нејзе или него, можем и јас, пример, полесно ќе ми е така. Што те натера да дојдеш тука кај нас во емисија? Точно со мене. Само тоа? Имам близок со мене во моментов. Епа, Близок дади, мислам, само ти си кривецот. Мислам, девојчиња, извинете, вие извини, Ивана. Како и да, не дека ти ја водиш емисијата, него Не, да дади немав, тука да не затоа. бев, да немав близок човек, немаше да дојдам. Сигурно. Многу чуден човек си. Ајде наздравиме за тоа што си многу чуден човек. Ајде. Живели за тоа што Чудниот човек. Барбара е малку, можеби еден од нај така интересните луѓе кои што ги имам запознаено во живот. Кажи ми, енергијата ти се допаѓа ли еве сега тука што ја имаме? Да. Добро, драго ми е. Конечно кажа еден убав збор, така бе пофали Како? малку, пофали малку. Негативецот сум пак. Не, ја мислам дека ична е негативна. Мислам само она дека си е посебна Затворена терсене. сум. Терсене си е и кој Терса, не. Терсена сум. да, не дека има нешто негативно, туку специфично Нема си средина, си ако знаеш не ме што засакаш, многу ќе ме мразиш. Тука да ги поздравиме нашите пријатели Шато Ризов, кои што го имаат најпрекрасното вино и Шато Ризов ви припремија винци и за дома, така да ако ти тргне, повели, има каде да си продолжиш. Благодарам. Тука има едно и за Барбара, Ево дали го, дали да. ќе бидеш ете така. Малку джентлмен, Фала ти фала многу. многу. Дали верувате во игри на среќа? Дедо Ја ми не играш играм. игри на среќа. Има добиено нешта? Имаше. Што? Добиник
Мислам, он пишуваше оние тикети. Тикети се викаат? Бинго, има и Да, бе. лото. Што е тоа? Бинго. Тогаш Игор Джамбазов водеше бинго, ја колку што Да. се сеќавам. Тоа, Тоа ама- ми беше дека јас си растев со нив, со баба ми и со дедо ми. Не знам како ќе сам традиција беше да гледаме бинго. Ајде, сега нема И тука да оние бинго. грепките. Уствари не имаат и државна лотарија имаат, мислам дека се уште една грепка бинго. Тука имате грепки кои што се Сега само да ги видам. гребеме? Не. Ке си Ала? ги изгребите дома, Сега урбан ќе ги стил. изгребеме после емисија. После емисија, еве, ако се падне нешто тука да видам што е, ти си земам процент, мислам така сум договорена за сите гости. Тука сакам да го поздравам Никаков и проблем. нашиот генерален спонзор Државна лотарија, секако да кажам дека Државна лотарија во фамилијата има нов член, а тоа е Лозот Титаниум, кој што им овозможува на сите љубители на игри на среќа да освојат еден од 14 автомобили и многу парични награди. А веднаш по дарувањето, како што би рекла Ангела, одиме токму со неа и Жешка Енигма. Повели Ангела. Добро ми дојдовте, драги гледачи, во уште една Жешка Енигма. Денеска сум особено среќна што имам вакви млади таленти покрај мене. Сакам заедно да направиме една интересна игра. Играта се состои во тоа што еден од учесниците ги става слушалките со една од моите омилени песни, ништо нема да слуша другиот, а противникот му кажува зборови. Имам избрано тука навидум тешкички интересни зборови кои што можат да бидат погрешно сватени од соговорникот и од противникот, па затоа што Барбара е како иницијатор цело време, би сакала она да започне. Па тоа е. Руска салата. Руска салата. Руска салата. Руска салата. Браво, Викај дадешка. толку. Браво. Храстово дрво. Извини? Храст. Храстово дрво. Храстово дрво. Ништо не разбирам. Храстово дрво. Погоди зашто ќе ми ја залепи една. Ајде уште еднаш. Ќе го убијам. Два збора. Полека. Два збора. Два збора. аха. Добра, ајде. Храстово. Храстово, Давид. Храстово. Кралство, нешто такво. Ај вториот погоди. Ајде, првиот збор, Вториот збор. два збора, добро? Вториот збор. Вториот збор, Дрво. Дрво. диво, Ти. диво, Ти. Дрво. ниво, Дрво. живот, Дрво, Давид. Дрво. 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 Браво. Добро? Тоа е вториот збор. Добро? Првиот збор. Се плаче. Храстово. 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 Х е првата Иглест. буква. Кој е иглесто? Зелено. Ова е Х. Чекај, а? Која буква е ова? Икс. Крст. На нашки и на македонски, која буква е ова? Икс. Која буква е ова? Не знам, а next. Не, може да ми Со? погодиш буквата. Добро, дрво е вториот збор. Првиот. Која буква ова? Х. Браво! Храстово. Какво? Храстово. Х. Нешто. Храстово. Ајде, уште еднаш. Како да ќе го погоди? Ајде уште еднаш. Храстово. Не знам. Остави. Не знам. Остави го греот. Ајде, next. Дедо Мраз. Дедо Мраз. Дедо Мраз. Ке се умијам на Дедо Мраз. Супер 2. Акумулатор. 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 Браво! Браво, бе, Давид. Микробранова. Микробранова. А бре, ајде. Вака кажувај ми, те читам. Ајде Храстово, погоди го. Ајде, погоди го. Храстово. Ништо не те слушам. Храстово. Какво? Печено прасе. Два збора се. Првиот збор. Печено.
Се надевам не е тоа што го мислам. Кажи, Ајде уште еднаш. кажи што кажам. Ајде уште еднаш кажи. Печено. Утро дете друго разбира. Ја те слушам. Значи првиот збор, два збора се. Ајде. Печено. Не е тоа. Печено. Печено. Знам дека е убава песна. Печено. П. Ајде уште еднаш. Во мене Печено. го мора Пинџур. Ајде уште. Печено. 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 Ај втори. Печено. Браво, прасе. Прасе. Браво. Супер. Баба, Баба. мразица. Баба. Што се дописа Првото е баба? Ако баба. се два збора, мразица, да. Баба мразица. Супер. 6 од 7. Добре, ајде менуваме сега. Толку? Толку. Дај ги. Храстово, храстово дрво. Релаксирана. Релаксирана патка. Релаксирана Релаксирана, патка. патка. Браво, точно. Вкусен батак. Вкусен батак. Вкусен патак. Вкусен Вкусен батак. батак. Yes. Супер. 2 од 2. Празен новчаник. Празен Празен, новчаник. Ама е добре. Новчаник. Новчаник. нокшир, Празен празен, новчаник. новчаник. Браво, 3 од 3. Нокен клуб. What? Нокен Нокен. нокен Нокен. клуб. Клуб. Супер, 4 од 4. Пилешки узијач. Пилешки Пилешки. увијач. 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 Супер. 5 од 5. Новогодишен. Лампион. Новогодишен. Што? Новогодишен. А до песната било. Два збора се. Новогодишен Новогодишен. лампион. Лампион. Браво, 6 од 6. Акустична гитара. Акустична гитара. Акустична гитара. Два збора се. Ај вториот. Гитара. Гитара. Акустична. Акустична. Браво бе, браво, 7 од 7. Готово? Готово, дај си Опасна е. рака. Стварно знаеш да Опасна читаш и од усни, и од мисли, и од све. Морам да ве наградам сега. Ви давам вака од Мобитек, кои што се фала. нашите спонзори. Добивате по едно пауер бенкче. Кога ќе одите на патување, затоа што доста време патувате, да си ги полните вашите Фала ти телефони. многу. А исто така, имате и вредностни ваучери од 100 евра од нашите спонзори Астра Казино. Фала. Веднаш пожишката енигма на Ангела во кој Барбара и дадите како добро се снајдоа, само него погодија тоа едно некакво дрво, што и јас не знам какво е, ама супер се одговори, како и да е, херсиново. Храстово. Храстово дрво. Храстово дрво, веројатно, кога ќе градиме нешто дома, ќе знаеме што значи. Тука сакам секако да ги поздравам нашите пријатели Астра Казино, од кои нашите гости си добија секако ваучер и да кажам дека имаат Мега 11 джекпот во вкупна вредност од 3 милиони денари која чека на вас да биде освоена. Исто така сакам да го поздравам и нашиот нов спонзор, а тоа е Flex Broker, кој порачува на сите да го осигураат својот дом и тоа за 0 денари. Велат дека сигурноста започнува со Flex Broker, па доколку сакате нешто повеќе да дознаете за нив, секако може да погледнете на нивниот сајт www.flexbroker.mk. А сега, после ова кажување за осигурување на домот, следува Емче со незината рубрика Во длабокото се Ем. Мене почнеш, знаеш. Здраво, Емче.
Како се чувствуваш денес? Ти си многу убава. Извонредно и ти исто, имече фала ти. Фала многу. И дади? Зошто дади? Па... Мајка ми како мал ме викаше на Галено дади. И Стварно? да, и кога бев во градинка, исто некој така ме вика, негователките ме викаат дади. Дади во градинка, дади. Да. И твојот фанови на улица, дади. И ти, дојди кај дадичко. Така, дечки, има многу голема хит, Харам, многу убава песна. Не ги знам зборовите, но јас танцувам дома ова песна. Многу. Драго ни е. Харам, харам. Може да пее малку? Не може. Ја боли грло, не може. Стварно? Да. Лажи. Не. Не лаже. Дади може? Рам, кога си со мене харам, прави ми харам, вечер биди ми харам, аман, заедно да правиме харам. Браво. Браво, дадишка. Зdravo Македонија. И сега има the beautiful Барбара и дадичко. Дади. Дадушка. Право да ве прашам како сте и да ве прашам дали сте спремни да Јас сум пливате во добра. длабокото со М. Ќе видиме. Спремни си или не? Ќе видиме. Ќе видиме? Добре, па ќе видиме. Зошто не сакаш да пееш во живо? Денеска не сакам да пеам во живо, зашто сум болна. Ама обично пеам во живо. Свирките ми се секогаш во живо. Добро, супер. Дали се сметаш за недостижна личност? За кого како? Абе, не и даваш простор да те праша нешто, мислам греот е. За кого како? Толку два збора. За кого како? Три Три. збора. Емче, за кого како? Толку, ајде, трето прашање. Добро. Што е она што предизвикува најголем срам кај тебе? Многу се срамам од фалш. Не сакам да фалширам. Мразам да фалширам. Имам примери во студио кога правам песна, кога нешто ми се деси со гласот, та сега ако може компјутерски да се направи, јас сакам да си го препем. Не сакам фалш. Добро. Дади? Зошто баш стан во Мадрид? Што ти е толку омилен Мадрид? Па живеев во Мадрид, малце живеев, 4 месеци живеев. 4 месеци? Да, ама Ако беше мала или... не, сега пред 3 години. Окей. И многу ми се свиеше градот, културата, луѓето, журките. Убаво беше. Добро. Каква кариера сакаш да имаш? Успешна, голема кариера. Нека поширока. Некоја поширока ако може, да. Низ цел регион. Добро. Какво беше твоето мислење за Барбара пред да ја запознаеш? Искрено. И откако ја запозна? Па, на почеток мислев дека е многу ладна само. Немав некои големи предрасуди дека е некој намкер нешто, него мислев само дека е многу ладна. И од кога ја запознав, сватив дека уствари она е, Многу топла. да, дека е злата. Добро. Добро. Ја ви благодарам многу. Има подарок од Ажико Home Center за тебе, Дади. Дедо Мразовци? Да, благодарам. Дедо Мраз. Thank you. Фала ти многу. Ова за наредната година ќе ги ставиме.
Тука сакам да кажам дека Аџико Home Center е место каде што има буквално се за дома и Барбара и Дади си добија подароци кои што Аџико сака да ги имате за следната година, да ви бидат пред вашите елки, затоа што Дедо Мразот е баш убав подарок и сите многу се радуваа. Заради тоа ви подарија по еден Дедо Мраз, а Емче има и некој друг подарок. Да, има gift voucher, 2 лири од Азилија. Фала многу. Таму немаш машка облека, ама ќе го подариш на некоја девојка. Има женска? Имам. Е, па ете на неза. Ки го дам неси. Ќе си отиде кај девојката. Ти благодариме, Емче. И Премногу. Фала благодарам ти, многу Емче. на одговорите и продолжи со Фала Ивана. ти многу. Кажете ми прво дали се забавувавте со двете рубрики кои што беа поминати и со Емче и со Ангела? Да, премногу. Многу. Многу, не запеа, како фина е си човече, глас не пушти. Барбара, премногу ја фалиш таа IDJ продукција и секогаш си со позитивни зборови и коментари. Па тука би сакала да те прашам, кои се најзвучните имиња кои што моментално пеат и прават и творат песни? Најзвучните зборам, не сите кои што поминали и се победници, него најзвучните имиња моментално. Имаме Амна, Амна, да, требаше да ни биде гостинка, но се уште не е дојдена. имаме Махрина, Има Хрина исто, Джана, не ја познавам. победи во мојата сезона. Па не знам, има неколку. Ти беше второ место, така? Да. Добро, требаше да бидеш прво како и да е, затоа што навистина беше предобро и предобро се покажа. Таму Фала ти пеете во многу. живо, така? Емче тоа што го кажа. Еме во живо. Добро, ништо. Ќе те викнем Емче у четврта Не, сезона да слушаш. сака ти кажам, не во четврта сезона да ја викнеш за да слуша, него ќе дојдеш ти и ќе ни отпееш. Следна емисија ќе ја направиме Со кој? што со кој, ќе видиме со кој, ќе се договориме. Со тебе и со некој. Пак со некој што го знаеш, за да не се плашиш дека нешто тука ќе се случува. Дади, кажи ми ти како упадна во целата оваа ситуација со IDJ шоу? Имаш некаква поврзаност предходно, сакаш да се пријавиш, ќе учествуваш, мислам, не знам како да тие комбинации, него го пратам и заради тоа прашувам. Јас сакам да го пријавам него. Ја немав намера да се пријавам ништо. Барбара сакаше да ме пријави на шоу. Многу пат, многу форсирав. Джа. Да, ми звонеш онака. Ајде бе, пријави се ми вика, пријави се. Викам Барбара, дај ми простор да размислам. Не се пријавив на шоу. Сметав дека А чекај малце, како правите песна на тоа шоу, а ти не си таму? Тоа како оди? не, па Барбара е дел од IDJ продукција и она како некој кој Нивен артист. е нивен артист и Има бил право? дел од преконите сезони. Добре? Има право да настапи, тоа беше како не знам како да го кажам, тоа беше како Ревијален настап. Ревијален настап, да. И фактички ние имавме песна и се договоривме заедно со IDJ, нормално Барбара е главен виновник за све. Она договори да ја Не настапуваме. си толку лоша вака како што сите те правиме. Не си Гледаш? толку лоша. Џабе, да. Џабе и вештерка, џабе и сатана, не е така. Не. Еве, Не, пак Барбара се е кажува дека е окей. Барбара, во која песна повеќе се пронаѓаш? Во Ватрена или во Харам? Не знам. Ватрена го представува едното лице од мојот карактер, Колку лица имаш? па другата сум домашна. Домаш. Другата сум керка на мама и тато. А Харам? А Харам е, јас никогаш не мислев дека ќе излезе таква песна од мене. И почна да ме вози Дади кога влезе и викам ајде. Ај може не, па ај да, па ај пак не, па ај да. Нека ај да. Имаш изјавено, јас слушам македонска музика, значи јас слушам македонска музика, но не права македонска музика. Види, не е дека јас не сакам да правам македонски песни, само што мене српскиот јазик ми е попевлив. Добро. Повеќе сакам да пеам на српски јазик. Не дека не икам да пеам на македонски, не знам како да го објаснам. Добро. Дека не си ја сакам државата или бла бла бла, ева што збори глупости. А Дади па има кажано дека ќе пее само на македонски, Ќе јас пее и сум на обратно. српски. Подпеа и на друг јазик. Не отпе? Не, ја на македонски ја пеам. Ти на македонски ја пееш? И српската верзија на македонски ја пееш? Да, си стојам на мојот. А, ти значи Ќе уште не видиме си до го... кога. Мислам дека ние сме една мала држава и дека многу е подобро да се пробиеш на цел Балкан и мислам дека и наши
македонски артисти кои до ден денеска се многу релевантни и Тоше им пеел на српски, Да. Каролина пеела на српски Сите? и сега мислам дека Точно, имаат песни на македонски и на Калиопи, српски, да, точно, мислам, точно. Сите мислам големи дека звезди. најголемите македонски звезди имаат пеено на српски. И мислам дека можеби пред 2 години кога го изјавив тоа, тогаш бев и многу Помал. многу млад и многу ентузијаст за македонската музика, знаеш, бев и многу алтернативен. И сега како што проаѓа време, ја растам, созревам како артист и сваќам дека нашиот пазар е многу мал и дека треба да се прошири тоа што го правиме и ја и Барбара и сите други артисти. Мислам дека Србија е една од државите што има најдобра сцена на Балканов. И бугарите не се лоши, и они имаат доста голема сцена. Види и хрватите, не се И лоши. хрватите уопште не се лоши, поготово сега во последен период гледам дека има и многу млади артисти, така да сметам дека треба ние, ако веќе имаме шанса да бидеме и на српски пазар, треба да пренесеме дека имаме држава која сакаме, дека си го сакаме јазикот, да покажеме дека и ние имаме сцена, но нормално некогаш кога имаш шанса да пееш на нешто што е големо или да вадиш песни за голема продукција, ако српскиот јазик е единствена пречка и опција што треба да прифатиш, ја мислам дека треба да се прифати. Апсолутно, Не, јас на се мене сложувам србите со тоа. многу топло ме гушна. Може би па затоа. Да, Зашто на тоа почетокот ретко се случува иначе да се случи за некој од надворот нивна држава. Така да имаш мене среќа од таа страна. баш топло ме гушна тој народ. Не знам како да објаснам, јас додека вадев на македонски мене Па сега ќе ти кажам како никој ти... ни тука не ме прецепираше нешто многу и кога излезе Ватрена, тогаш стана феј, постои печка вака. Вау. Барбара, ти изгледа им имаш така пристапено на србите да си имат уплашено, па немале како, немале што да прават и морале да те гушнат. Ајде си рекле, што подобро да ја гушнам него да се расправаме. Дошла и ги построила сите. Дади ми кажа дека си заљубен. Кажи ми какви девојки сакаш. Мислам дека немам некој конкретен тип, ама мислам дека така, еве, ако гледаме физички мислам дека ми се свијаат слаби девојки и мислам дека најбитно ми е фаца. Значи, онака, што знам многу мажи има што Атрибути гледаат. сага други атрибути, мене стварно ми е најбитно онака фаца, мислам, тоа ми е најбитно и нормално карактер е можеби најбитно. И стил, Така. стил многу ми е битен. Па добро, првично ќе ја запознаш физички изглед, па сето тоа друго. Барбара, ти какви момци сакаш, кажи ми? Ме привлекува енергија, мене и мојот партнер енергетски, прво нормално физички ме привлекол, па после И па енергетски. што е таа физичка привлечност што те Не привлече? знам, да ми е убав. Да го гледам и да ми е убав. Не знам, Убаво се смее, убаво гледа. убаво се пре. Добро. Мојот партнер. Имаш изјавено дека исто така момци не ти се приближуваат, тоа веќе мислам дека на сите ни е јасно, нема никако. Кутри машки јас ги жалам. Зошто? Како ти стана јасно тоа? Па еве вака, Како? еве вака. Како? Така, од однесувањето. Какво ми е однесувањето? Одбиваш луѓе да ти приоѓаат. Одбивна сум ти. Сакам да кажам, ставаш Зид. толку барикада, Тачно. што и тој Точно што е. сака да дојде, не може, па гледаш дека Ама мене не ми смета тоа. не сакаш да ти се... Не. Да, Е, ти- например, вчера бев во клуб. Добро. После, не ги бројам патите кои ги работам во клуб. Него Добро. пред 5 години бев последна во клуб, пред короната. И вчера дојде од Милано Давид и они прават џурки, и јас вчера бев во клуб. Добро. И јас се осеќав многу амбициозно во клуб. Не знам како да ти објаснам. Да, те разбирам, и јас се чувствувам анксиозна. Не ми е убаво. Не ми е пријатно. Од многу луѓе. Да. Не сакам да го видам. Тебе дади? Не, јас него сакам да го прашам само дали се пушта на девојки или чека да дали приоѓа на девојки или чека девојките да му придат на него. Па, најчесто чекам да ми придат, искрено. Како бре, така. Ама, ја им приоѓам, ама не им приоѓам
онака мањачки, него им приоѓам како? многу суптилно. Ај покажи ми како е тоа. Покажи Па ми. не знам, пример, ќе дојдам, И? те гледам, викам окей, Ти ќе идеш прво кемче. Идеш и е другарка. Така? да, тоа преска го зборевме уствари. Ако сте друштво девојки, ја ќе идам кај Емче и ќе се здружам со Емче. А, И- ти ќе си ги фатиш околу. И од околу, да, ќе нападнам, ама никогаш не сум онака директен, мислам сега зависи, ама ја најчесто сум во клубови или пример на настап или и у таква некоја атмосфера сум многу често гледам кога некој онака многу директно приоѓа и не знам, ја никогаш не ми се свијало тоа. Секогаш гледам првен да, знаеш, на некој начин да ја запознам девојката од околу, нешто да дознам малце, да ме интересира уште поише, па Добар после си, да... добар си. Ти за 20 и колку имаш? Една година, две? 23 на полис. 23 години. За 23 години си супер, чекај, тек кога ќе пораснеш уште повеќе, ќе си ги врткаш повеќе девојките. Дали си поминавте? Убаво кажете ми. Ти како си помени? Јас си поминав одлично, искрена да бидам, најискрена да бидам, не очекував дека вака ќе си поминам, очекував дека ќе биде многу напната и тензична атмосфера. Само сум искрена, но си поминав убаво. И јас исто. Така што ќе ве викнеме повторно да ни бидете во нашето студио, тогаш ќе имаме поразлична енергија, ќе пееме, нема болни, неболни, ќе играме, ќе се пробаме и во... Ке пееме, нема да играме. Ќе се пробаме и во тие други работи. Сакам да ви посакам да се чекорите на патот на успехот, како што веќе го правите тоа. Бидете живи, здрави, насмеани, Исто. весели и да се гледаме само во убави прилики. Фала ти на поканата. Фала многу на поканата. Драги мои, се гледаме следна среда. Тоа е. Како таква енергија има поучна. Поучна. Не мислиш дека е новогодишна, мислиш дека треба да оди на Па кај не е 10 сат на новогодишна, ја сменивме се, вака се. Ангела, се извинувам. Ангела! Ајде, Барбара, кажи ни ти некоја... Ништо веќе од кога ме направи вештерка ќе бидам цела емисија, што да правам? Не бе вештерка, са сатана кажавме на почеток, не може и вештерка и сатана, тука сите поградни зборови. Убава си. Се имам уште една со играње, како Ај, се другата игра, не биде без добра, играње. Ако не биде добра, ова ќе Верувај правиме ми, така. многу е смешно, не можам да ти објаснам Па што тоа е добро. Добро да бидам мајмун. Нема да бидеш мајмун. убав мајмун. Не А искам да другата бидам игра мајмун. што е?